Благодарам и јас. Реплика Благица, повелете. Благодарам. Колешки, јас заради јавност, иначе јас и вие добро знаеме зошто ги блокиравме законите и мислам дека ќе беше честно да кажете дека ние тогаш не бевме против дигитализација, тама работа. Туку бевме против целосно укинување на хартијани учебници, затоа што тогаш вие бевте против, односно сакавте да ги укинете учебниците, не бевме само ние против, па имавте протести, па имавте родители, мислам да не се навраќаме на тоа, ние тогаш кажувавме дека немаме против дигитализација, напротив. Но не можеме, како што сега вие денеска кажавте, но не можеме да оставиме без хартија нешто што еве да речеме јавна исправа, а особено за учебниците. Зошто ја критикува Мила Царовска, вие многу добро знаете, затоа што нели да не се навраќаме како и да е, сите знаат зошто ја критикувам. Не јас, генерално целата јавност, ваши сопартици ја критикува, ваши сопартици велеа дека ова не треба, но како и да е, да не се навраќаме, да одиме на ова денеска што е. Значи, во законсково решение не е укинато правото, за разлика од некогаш кога се укинуваа права на хартија, и затоа ние жестоко се боревме. Сега тоа право не е укинато, туку напротив е дадено. Дигитализацијата да оди постапно. И јас не гледам каде е тука несогласувањето. Може, еве да кажеме, може би сте во право во одреден дел за ова што го рековте за емотивната состојба на малите дечиња, но кажав и ќе повторам и тука ќе завршам. Законот не ги спречува наставниците тоа да го спроведат во пракса. Ја мислам, се разбравме, ова го кажав чисто заради јавноста, да не мислат дека се двојни аршини и дека министерката спроведува овај политика на претходната, ние на претходната министерка. Ова држава мора да има континуитет, апсолутно, и во рамките на дигитализацијата тој континуитет мора да продолжи. И тука се согласувавме и се согласуваме и сметам дека да. Не, реплика ми. Еве, тука ќе завршам, вашата поента ја сватив, вие ја свативте мојата поента и сметам дека нема потреба тука политички да се препукуваме, но ако веќе инсистирате, нема проблем, стојам на располагање. Благодарам.